Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта. Разводот е еден збор за стотици емоции и искуства, бидејќи не се случува во еден ден, може да трае со месеци, па и години. Исто така не стартува кога ќе се поднесе тужбата за развод и не завршува кога ќе биде донесена судската одлука. Истражувањата покажуваат дека стресот кој што произлегува од разводот може сериозно да го наруши здравието. За стресот и разводот денеска зборуваме со примариус доктор Славица Гајдадзиц-Кнежевиќ, невропсихијатар, европски сертифициран семен и системски психотерапевт во Институтот за брак, семејство и системска пракса Алтернатива. Докторке, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден на вас и на сите они кои не следат денеска. Што говори вашето искуство? Колку време обично поминува од првата помисла за развод, размислувањето каков би бил животот понатаму и носењето на конечната одлука? Вие веќе спомнавте дека разводот е високо стресен и одлуките за развод се движат во диапазон на моментална одлука, па се до неколку годишно време кое што им е потребно на партнерите или барем на еден од партнерите да донесе одлука за развод. Кога зборуваме за тоа моментално, знаете, понекогаш експлозивно се донесува одлука за развод и луѓето излегуваат од брак и можеби после тоа ќе одлучуваат, ќе се предомислуваат и ќе... Меѓутоа, најчесто се потребни неколку години за да созрее идејата дека она што се случува во бракот е веќе неприфатливо и неодржливо и да барем еден од партнерите донесе одлука за развод. А може ли да се каже дека разводот всушност започува во моментот кога ќе се јави емоционална раздалеченост помеѓу партнерите, емоционално заладување? Кога ќе се случи меѓу нив и како да се препознае тој момент? Знаете, и за да се влезе во брак, и за да се излезе од брак, важни се емоциите, но не се секогаш пресудни. Луѓе влегуваат во брак заради различни причини. Некогаш влегуваат во брак заради одлуките кои што ги донесуваат другите околу нив, како што се семејствата, например, познати се приказните за кралски договорени бракови. Понекогаш е тоа договор кој што е исто така произлегува после долгогодишни познанства, заради тоа што одлучуваат да ги намалат трошоците на посебното живење и одлучуваат да направат, па да кажеме од одредени интереси, финансиски, економски или стамбени или било какви. И секако добро е ако тука се присутни и емоциите, но приказната за тоа дека е исклучително важно да бидат емоциите присутни, не е одржлива секогаш. Истото е и за разводите. Вие имате разводи во кои што многу често емоционалната заинтересираност е со години присутна и после разводот, а сепак партнерите се разведуваат. Се разведуваат, например, заради тоа што и покрај тоа што, како велиме, условно се сакаат, неодржлива им е несогласиците, недоразбирањата, честите конфликти, сето она што се случува во кризите во нивниот брак, а сепак се емоционално заинтересирани еден за друг. Или, например, се уште се емоционално заинтересирани, а се разведуваат заради лојалност кон семејствата по потекло, знаете. Кога е приврзаноста кон семејствата од кои што доаѓаме толку голема, да го надвладува тежнението да се остане во брак, како, например, незадоволството во релацијата свекрва сна, нели, односно мајката на еден. Некој се меша од страна. Па, да кажеме, знаете, и ни за други ситуации. Значи, и токму затоа, кога ќе ги погледнеме фазите на развод на бракот, а постојат многу фази на развод, ние велиме дека, или повеќе нивоа на развод, ние велиме дека најдолго е емоционалниот развод и дека е еден од најсложените делови на разводот да партнерите се емоционално дистанцираат и да за да можат да го завршат разводниот процес. Обично еден од партнерите ја потенцира слабоста, на другиот и почнува засилено да критикува. Дали претераното критикување може би аларм дека нешто не е во ред, а и критикуваниот партнер треба ли да свати дека другиот е незадоволен во тој момент?
Da, ovo je mnogo interesno što go kažete, Marija. Знаете, ние сме народ кој што целокупното функционирање го базира на критика. Не само во однос на партнерите, туку и во однос на децата и во однос на работните позиции, знаете. И тоа е веројатно нешто што е трансгенерацијски всадено во кај нас, дека критиката доведува до промена и дека ако критикуваме се повеќе и повеќе, шансите да го добиеме она што го сакаме, демек му укажуваме на оној другиот, како што викате вие, и тој другиот треба да ја прими добронамерно нашата критика. Меѓутоа, критиката секогаш е огромна тешкотија за оној на кого е упатена критиката, особено ако е критиката единствена и само укажување на одредените ситуации. Ако со тек на време сме ловец на негативните ситуации, негативните особини, негативните однесувања, а позитивните однесувања ги доживуваме како нешто што е, како јас викам, така треба. Тоа е нешто што и се подразбира, нели? Ние треба добро да се однесуваме. Напротив, ако партнерите успеат да го одбалансираат тој однос и успеат да ги приметуваат, да бидат афирмативни во својот однос, да го потенцираат она што добро се случува со партнерот и она што го гледаат позитивно кај својот партнер, партнерот многу поедноставно ќе прифати и одредени укажувања кои повторно е многу важно на кој начин ќе бидат кажани, знаете. Оти ако е стално, тогаш вие го предизвикувате другиот да влезе во одбранбен став и одбраната најчесто се сведува на тоа ти ме критикуваш, јас те критикувам, знаете. И кога ќе го видите диалогот измеѓу двајца луѓе кои се во криза, имате само пластови на критики и незадоволства, ниту едниот се поместува од својата позиција, затоа што очекува дека оној другиот треба да ги направи промените, ниту пак оној другиот тоа ќе го направи и така се продлабочува кризата. Кај партнерите кои се во криза, се случува ли оној што е незадоволен? Најнапред да почне да се жали на околината за дисфункционалноста на заедницата пред да го повлече последниот чекор, односно да поднесе тужба за развод. Знаете, и кај разводот, како и кај сите други животни ситуации, не постојат единствени правила. Така да има партнери кои што немаат спремност и смелост, да кажеме, да и подготвеност да седнат и да тоа го поразговараат со својот партнер, и со оглед дека и разводот и бракот се релацијски феномени, не зависат само од едната, туку и од другата страна. Бројни се причините зашто тоа не го прават. Претходното искуство, например, може да биде дека веќе укажувале на одредени потешкоти и незадоволства и не наишле на разбирање кај партнерот, па сега кога ја донесуваат веќе одлуката за развод, исто така сметаат дека нема да бидат разбрани и тогаш почнуваат тоа да го споделуваат со своите роднини, пријатели, другари, колеги и бараат на тој начин, очекуваат да добијат некаков совет и решение кое што нив ќе им помогне да ги зацврснат своите идеи околу разводот. А зошто се толку стресни настаните кои што се случуваат околу разводот? Дали веќе се разбудени многу емоции, како огорченост, лутина, љубомора и слично? Или пак едноставно истрошеност веќе од самиот брак? Постои една скала која што ние во нашата професија ја имаме како репер за интензитет на стрес од различни настани. И може би е важно да знаеме дека тоа е скалата на Холмс, која што ја викаме, и според скалата на Холмс, веднаш после смртта, физичката смрт, се наоѓа разводот. Значи, по интензитетот на стрес кој што го предизвикува кај индивидуите, тоа е високо. И не е тоа зачудувачки, заради тоа што разводот значи смрт на бракот. И не само бракот како именка и бракот како институција, туку како една заедничка форма на живење. Знаете, со разводот вие го менувате својот идентитет. Вие го губите идентитетот како мажен, женет, како некој кој што бил во партнерски однос и му условно кажано, како викаме, припаѓал на некого и се менува тоа. Потоа, со разводот не се разведуваат само двајцата луѓе. Се разведуваат цели семејства. Оти тоа е ситуација во која што јас ќе треба да престанам да комуницирам. Ако се разведам, ќе треба да престанам да комуницирам со луѓе кои, иако не се мои крвни сродници, сепак ми се луѓе со кои сум поминала 10, 20, 30 години и кои што ми се драги, блиски, може би сестрата на мојот партнер, може би некои луѓе. Значи, имаме ситуација во која што настануваат
прекини во комуникациите со огромна бројка на луѓе, да не зборуваме за пријатели, мои пријатели, твои пријатели, кои со време станале и мои пријатели. Па потоа имате ситуација, треба да се промени местото на живење, заради тоа што партнерите живеат заедно на едно место, а сега треба да одлучуваат. Па тука дојдат и економските проблеми. Знаете, одвоеното живење и заедничкото живење нема иста сложеност, да кажеме, на живењето. Па потоа се одредени, да кажеме, ритам на живот кој што сме го имале, годишни одмори, празници и така натаму и така натаму. А да не зборуваме ако во бракот има и деца, колку е тоа висока сложеница. И секако она што е интимно во нас, знаете, требате да ја прифатите ситуацијата, дека више не сте сакани од оној друг, дека тој другиот одлучил или сами вие да го ја донесете таа одлука и да направите целосна промена на својот идентитет. Знаете, идентитет кој што значи сега една нова ситуација. Јас више не сум мажена жена, јас сум разведена жена. И така натаму, и така натаму. Така да сето тоа прави огромен стрес, дури и во најдоговорените разводи. Знаете, она каде што постои апсолутна согласност, што велиме ние, идеални разводи. Партнерите дојдат до одлука, толку, доста беше. Не може више. Гледаш дека не иде, се согласуваат, за све се согласуваат, знаете. Економски, финансиски, стамбено и така натаму, и така натаму. Дури и во таквите ситуации стресот е висок, затоа што постои еден период сега на прилагодување, на адаптација на една нова ситуација, а да не зборуваме за оние разводи во кои што еден од партнерите е во различна фаза на својата одлука за развод. Тоа значи дека оној што напушта е поподготвен ментално и емоционално, помалку стрес ке искуси во споредба со тој другиот. Да, би се очекувало, знаете, би се очекувало да, иако и тој не знае што го чека од кога ќе заврши разводната постапка и како ќе се прилагодува, меѓутоа се очекува дека партнерот кој што веќе е со зреана одлука, дека е на неколку чекори пред оној другиот партнер, ако ништо друго, барем дошол до некоја своја фаза на емоционална дистанца од другиот партнер, што за жал за неподготвениот е навистина една исклучителен предизвик да ја прифати одлуката и да влезе во таква една приказна за развод. Споминавте дека емоционалната болка при разводот, при губењето на семејството е многу голема, кој што се изедначува со смртта на близок некој член на семејството. Дали тоа значи дека минуваме низ истите фази на жалење? Апсолутно. Како апсолутно. Дури можам да ви кажам дека стресот и болката при разводот е и посложена отколку при вистинската смрт. Зошто? Заради тоа што немаме ритуали на оджалување. Знаете, вие овамо имате ритуали на оджалување. Одите на гробишта, па не знам 9 дена, па 40 дена, па 6 месеци, па не знам ќе го спомнувате. Овдека немате вие можност да тоа го ритуално оджалувате, заради тоа што целата околина околу вас, ако вие тргнете да тоа го оджалувате, ќе се спротивставува на тоа, ќе ве критикува, ќе ве разупедува дека тоа не е добро. И она што е исто така проблем, смртта е дефинитивна состојба во која што вие не можете умрениот да го вратите назад, а во оваа ситуација вие имате жив човек пред себе. Тој човек ќе го сретнете на улица. Тој човек ќе учествува во, например, низа се уште семејни ритуали, ако се деца во прашање и некои други ситуации. И многу е потешко прифаќањето, онаа дефинитивната фаза на прифаќањето на, како викаме, смртта, односно разводот, како дефинитивна состојба. И токму затоа годините кои што се поминуваат, за да се помине низ сите фази на разводот, најмалку 2 години. Па дури до 5 години е за да дојдат до она последна фаза на емоционален развод. Значи треба многу добро да се размисли при носењето на одлуката да се напушти семејната заедница. Не е така едноставно и лесно, некој велат ќе заминам и ќе се спасам од сите проблеми, но стресот очигледно што произлегува е навистина голем. Голем е, знаете, јас не викам дека луѓе не треба да се разведуваат ако не можат да ја прифатат состојбата во бракот и дека по секоја цена треба да останат во дисфункционалните бракови. Меѓутоа, од друга страна, ние професионалците, па и околината, мораме да знаеме дека им треба време на луѓето да ја поминат. Не е тоа само, дури и од насилните бракови кога се излегува. Знаете, кога имате насилство во бракот, човек би очекувал дека со разводот на бракот се спасив. Добро, и тоа е навистина така. Меѓутоа, процесите
течат и ние останатите околу тие луѓе треба да имаме разбирање за она ни што они поминуваат во тој момент. Да ги поканиме гледачите да се вклучат и во денешната Телма амбуланта. Почитувани 3076 677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Сите ваши дилеми, па и искуства околу разводот на бракот, ваши размислувања на оваа тема се добре дојдени. Доколку имате некое прашање, ќе добиете одговор од днешната гостинка, примариус доктор Славица Гајдазич Кнежевич, невропсихијатар и европски сертифициран семен и системски психотерапевт во Институтот за брак, семејство и системска пракса Алтернатива. Споменавте дека ситуацијата прилично се комплицира, доколку има и деца. Сега, децата исто така минуваат низ тежок период, родителите се свесни за тоа, се обидуваат да им помогнат. Се случува ли секоја промена во нивното однесување, секоја негативна промена, да ја припишуваат на разводот и поради тоа да се чувствуваат уште полошо и од тука да произлегува уште поголем стрес? Зборувате за децата? Доколку има деца кои што го менуваат однесувањето за време на разводот и родителите тоа го толкуваат како последица на Да. Знаете, ние возрастните, кога влегуваме во брак, ние стануваме брачни партнери. Кога ќе се родат децата, ние стануваме и родители. Тоа се две сосема различно диференцирани улоги и упатно би било, добро би било кога ние би можеле да го тоа и знаеме и разбереме и да работиме на тоа да не ги мешаме тие улоги. Тоа значи дека кога јас ќе се наљутам на својот сопруг заради тоа што сум незадоволна од тоа што не се враќа на време дома, не би било упатно да јас го минирам него како родител, да се преку децата да му ги отплатувам неговите грешки, да кажеме, или да укажувам на неговите грешки. И тоа е првото правило. Ако тоа правило важи во животот, во разводот тоа е апсолутно важно да знаат партнерите дека не смеат да ги мешаат тие две улоги. Меѓутоа, со други зборови, кога се они незадоволни, кога се во криза, кога се во конфликт, кога слушаат од другиот партнер дека не е задоволен и сака да ги напушти, навистина е многу тешко да како луѓе, а еден човек е тоа, да се консолидираме и да се свртиме во истиот момент, да бидеме растревожени овде, као да се свртиме од другата страна и да бидеме смирени, толерантни и креативни со нашите деца, ведри и весели. Навистина тоа не е возможно. Знаете, една душа е во прашање. Меѓутоа, многу е важно да ги растеретиме децата од доживувањето дека тие се одговорни за она што ни се случува во бракот и во партнерскиот однос, што за жал голем број родители не го прават, односно напротив, ја прават обратната ситуација, што викаат ако не можеме помагарето по самарот, знаете, а тоа е ќе се наљутат партнерите, па ќе се свртат, па ќе кажат ако детето е немирно, затоа што си ти немирно, затоа јас и тато се караме. Значи, тоа е првата работа да можат да воспостават граница и да ги ако децата забележат, а ќе забележат, нели да се каже да, имаме ние проблем во нашиот однос, меѓутоа тоа нема никаква врска со тебе, ти си наше сакано дете. Второто правило, знаете, кое што е партнерите во текот на разводот, кога веќе е извесен разводот, многу е важно, па и ние професионалците, па и вие новинарите, да научиме да не го користиме терминот дека се разведуваат родителите. Родителите никогаш не може да се разведат. Родителите се доживотни родители на своите деца. И кога се мртви, тие се родители на своите деца. Значи, втор човек во животот на едниот родител кој останува во живот не може да биде родител на детето. Тој може да се грижи за тоа дете, меѓутоа родителите се единствени во својата улога. Тоа значи дека кога доаѓа до разводот, се разведува бракот, се разведуваат партнерите и повторно да кажам мора високо да се води сметка за децата. Ние викаме децата се на прво место, што е повторно огромна задача. Знаете, вие треба да страдате, под стрес сте, како што преска спомнавте, чувствувате болка, љутина, незадоволство, отфрленост и истовремено треба да ги заштитувате децата, односно да покажете големо разбирање и толеранција.
Кога родителите тоа успеат да го направат, децата многу полесно и побезбедно патуваат низ разводот. И она што ние го добиваме како информација од децата, тоа е дека ако е бракот оптеретен со чести кризи, дека разводот го доживуваат како олеснување, посебно ако успеат родителите да во текот на разводот и постразводно како родители направат една добра заедничка родителска одлука околу тоа како ќе се грижат за децата, каде децата ќе престојуваат, како ќе се организираат околу нив. Имаме гледач кој што очекува вклучување во програма, ќе му посакам добар ден. Добар ден. Повелете. Јас се извинувам поздрав прво до емисијата. Благодарам. Многу објаснува докторката. Мене нешто мака ме интересира, оти многу има да се кажува, него дали е подобро, имаш многу блиска разведени родители, али многу блиски со останатите, да речам, фамилијата незина или неговата, да имам близок контакт. Дали е подобро или да нема воопште контакт? Значи по разводот, дали е подобро да се има контакт со семејството на партнерот или да се прекинат сите односи со нив? Добро, ви благодарам за поставеното прашање. Повелете. И јас и благодарам на гледачот или на гледачката која што не подсети на една важна тема, а тоа е како со односот со семејството, она што преска го кажавме на партнерот од кој се разведуваме. И повторно ќе кажам, не постојат правила. Знаете, идеално би било да ние успееме да одржиме, хајде ќе употребаме еден термин, цивилизиран однос, знаете, или во најмала рака да им овозможиме на децата да го задржат односот со семејствата по потекло и на едниот и на другиот родител, затоа што тоа е огромен ресурс нивен на снаги кои што тие ги имаат. Значи да поминуваат време и со баба, и со дедо, и со тетка, и со стрина, и со вујна, и со децата кои што се тамо. Оти за жал, кога ќе се дојде до развод на бракот, многу често се случува да тој катов и децата го трпат, да кажеме, односно да тие бидат последица и до вчера биле неразделни со своите братучетки кои се на иста возраст, дури и повеќе им значат од нивниот сестра или брат, и одеднаш треба да прекинат во целата комуникација. Значи, ако постои добро разбирање, ако постои добра можност да се комуницира, тогаш зошто да не? Она што, повторно ќе кажам, за жал, често пати партнерите тргнат, барем еден од партнерите ќе тргне да го злоупотребува тој однос, знаете. Особено ако е тоа оној партнер кој што не е согласен и кој што го прифаќа разводот како неминовност, меѓутоа не може емоционално да го заврши разводот. Тогаш може да се деси да тој преку таа мрежа на семејни односи се обидува да ја воспостави, возобнови релацијата или на некаков начин да влијае на оној другиот партнер. И веројатно заради тоа голем број на партнери се одлучуваат да престанат да комуницираат, барем тие да престанат да комуницираат со своите семејства односно со семејствата по потекло на другиот партнер. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве молам да прашам, јас сум разведен, па судот ги додели децата на едната бивша. Се извинувам, не се слуша добро. Јас ке замолам и одреже малку погласно да пуштат во студио. Ајде уште една можност да видиме дали овој пат ќе се слушнеме како што треба. Повелете. Вака, јас сум разведен, судот ги додели децата на мајката и не ми е возможено да ги гледам. Значи се обрати во сите служби и во судот. До сега сум платил и куќата ми ја зема за издржка и акции околу 50.000 евра за децата. И нема никаков резултат и мене ми е оневозможен контакт веќе 5 години, немам ни телефонски, ни сум се видел со децата и на тој начин мене ме разболеа. Значи, барам совет од докторката што да правам. Ви благодарам. Телефонски број, каде се обратам, каде додам кај неј за да ми помогне. Така, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Да кажам, гледачот отвори една Сизифова, односно Пандорина кутија, да кажам, околу прашањето на тоа како нашите институции се донесуваат одлуки во однос на постразводно околу грижата за децата.
и веројатно би можеле тука да дебатираме многу. Цела емисија би можело. Цела емисија. Јас се надевам дека тие работи, значи јас како директно одговор на господинот, освен правните институции, односно освен сето она што судот, јас и не знам зошто него не му е возможено 5 години да ги гледа децата, меѓутоа знам дека децата за жал стануваат предмет на манипулација, на индоктринација, се злоупотребува нивната позиција од страна особено на оној родител кој што одлучуваат. Во нашиот закон се уште немаме заедничко родителство, постои како... Се уште не функционира? Не постои таква правна норма. Значи вака, центрите за социјална работа кои што ја донесуваат одлуката околу определувањето на старателството врз децата, секогаш оставаат можност да партнерите, да родителите се договорат. И ако родителите се договорат измеѓу себе за заедничко родителство во смисла на тоа дека децата ќе бидат 2 недели тука, 2 недели таму или како год се договорат, ако родителите успеат да се договорат, тогаш центарот го прифаќа тоа и нема никаков проблем со тоа. Но имајќи предвид дека таква вештина или спремност има еден скромен процент на родители, а све друго е оние кои што не успеваат да се договорат, како што за ништо друго во бракот не се успеале, за разводот нема да можат да се договорат ниту за децата, центарот тогаш иде по некоја стереотип и таму нема заедничко. Мора да има еден главен старател, она што родителите, значи родител од прв степен и родител од втор степен, односно еден главен, како што викаат, и еден спореден родител. И потоа тука се донесуваат некои одлуки кои што јас би рекла со полна одговорност, свесна за она каква лавина на реакции ќе предизвикам во институциите, дека тоа ниту се базира на потребите на децата, ниту се базира на менталното здравје на децата, ниту на некоја за мене издржлива, одржлива норма по која што се донесуваат одлуките да децата со едниот родител, кој да е, најчесто е тоа мајката, поминуваат 80% од времето, а 10 или 20% да поминуваат со таткото. И тоа јас не можам да го разберам како го донесуваат. Например, секоја втора недела, дури и секоја недела да се гледа со другиот родител детето, тоа може да не биде доволно во целата ситуација. Така да јас мислам дека и тука можда би можело да се размисли и да се... И сега, тој родител што е старател, како што е веројатно оваа ситуација, можда е, можда не е, не знам, тој родител кој што е старател е во една моќна позиција да одлучува и да го одложува видувањето. Еднаш е тоа здравје, друг пат е тоа, не знам, некоја друга ситуација, трет пат е, не знам, патување и не знам што. И кога ќе видите, имате ситуации во кои што тој кој што е старател само ќе направи поднесок до Центарот за социјална работа и Центарот за социјална работа ќе го прифати тоа и на тој начин ќе го одложува гледањето и понекогаш се случува со месеци, да не кажам со години. Друго е тоа ако постои насилство во семејството или нешто, јас стварно не знам што е причината за себе. Така е. Да погледнеме тука еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Почитувани, останете на Телма. За разводот како извор на стресот денеска зборуваме со примариус доктор Славица Гајдадзис-Кнежевиќ, невропсихијатар, европски сертифициран семеен и системски психотерапевт во Институтот за брак, семејство и системска пракса Алтернатива. Докторке, наведовте навистина многу работи кои што се извор на стрес како последица на бракоразводната постапка и односно на самото разидување на партнерите. Дали сето тоа може да доведе до болест, до физичка болест, до психолошки растројства? Секако. Знаете, прашањето не е стресот персе тој што ги прави здравствените проблеми, туку начинот како ние се справуваме со стресот. Знаете, и како со сите други стресови, така и со разводот. Зависно тоа како партнерите ќе се носат со целата ситуација, што тоа за нив значи, како на тоа реагираат и во околината, знаете, луѓето. Ако вие имате јасен став и поддршка од страна на семејството и
ако семејството застане до вас и каже дека тие се тука и дека таа е одлука ваша одлука и дека тие ќе ја почитуваат, тоа е едната димензија. Ама ако имате семејство кое што ви вика сама си го барала или носи се сега и што сакаш прави, или направат и самото семејство од каде што потекнуваме направи прекин на комуникацијата затоа што сме срам, затоа што разводот се уште се доживува како срам, како етикета, тогаш навистина е многу потешко. И тука е од оние психосоматски здравствени состојби, како што е пораст на крвниот притисок, например, како што е, например, качување на шеќерот, како што е, например, тироидната жлезда, која што знае да прореагира на стресот, па се до некои анксиозно, депресивни или многу посложени расстройства, панични расстройства. Значи, сето тоа ние можеме да го видиме на репертоарот на можности, ако личноста не најде некои здрави механизми да се справи со стресот. Уште еден гледач очекува да се вклучи во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до прекрасните господи. Ви благодарам. Убави и паметни. Јас би поставила едно прашање. Дали децата добиваат поинакви чувства ако во семејството мајката е малтретирана, понижавана, а сето тоа го истрпува само заради децата? Како се одразува тоа на нивниот развој, на нивниот карактер и на нивниот понатамошен живот? Така, ова е едно убаво прашање. Ви благодарам што се вклучивте во емисија. Многу велат останувам во брак заради децата. И дури трпат понижувања, па и насилство. Точно е тоа така, знаете, за жал, особено во денешно време, кога имаме ситуација која што не само децата, туку и стамбената економската немоќ на еден од партнерите, обично е тоа жената која што, иако не секогаш само жената, нели? Така да навистина остануваат. Меѓутоа, знаете, заглавувањето на децата во приказната за разводот на бракот е нешто што ги оптеретува децата со исклучителна тешкотија која не е нивна задача да они го чуваат бракот во животот, знаете. Ние кога влегуваме во брак, не влегуваме во брак заради нашите деца. И кога одлучуваме да излеземе од брак, излегуваме од бракот. И тоа е многу важно. Иако јас не велам дека нема родители кои што и нема мајки кои што заради децата проценуваат дека тоа ќе биде. Меѓутоа, кога ќе ги прашате децата, иако целата таа ситуација е многу отежувачка за нив, на децата не им е проблем дали ќе се разведат или нема да се разведат. Нив им е проблем атмосферата и односот кој што постои помеѓу родителите, на насилство, на омаловажување, и тоа е еден чин на насилство, знаете, тоа е ментално и емоционално, психичко насилство исто така. И децата кои што се сведоци на насилството, тие се исто така тие секундарните жртви на таа виктимизација која што ние ја нарекуваме. Така да, она што е многу важно и значајно е да кога ние како возрастни, како родители одлучуваме и викаме да го тоа направиме заради децата, да знаеме што ние тоа кажуваме. Знаете, што е тоа? Дали им е на децата добро во таа атмосфера? Секако дека не им е добро. И ако не им е добро, тогаш можда е добро да видиме дали ние можеби се криеме позади, дали ни е потребен параванот. Често пати викаат децата донесоа одлука да се разведеме. Знаете, синот донесе одлука. И јас се прашувам која е таа одговорност и тежина и која е таа немоќ да ние возрастните ја превземеме одговорноста. Па не можеме ние да донесеме одлука, па важно ни е да децата на своите плешки нели ја понесат таа одговорност и да знаат дека они ги развеле, да кажеме, родителите, како што викаат, односно брачните Како и да, значи партнери. не е здраво деца да растат во таква средина. Апсолутно. Имаме уште еден гледач кој што очекува вклучување. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Добар. Едно прашање. Ние двајцата сопружници сме пресилно разведени од апелација. Иако и едниот и другиот искажуваат дека не сака да се разведе, поготово ту жената
во секој записник кажува не сакам да се разведам, не сакам да се разведам. А пак тужителот ја повлече тужбата. Но немаше шанси, не знам поради што. И сега што понатаму? Јас Многу му не се- благодарам, мислам дека е тоа правно прашање, правно и прашање. дека јас не би имала што да кажам, освен да кажам дека понекога си партнери кои што се разведуваат, одлучуваат ако веќе не знам како може апелација без волјата да разведува. Многу необично, Не би ни сакала да коментирам, не е моје поле на експертиза. Меѓутоа има партнери кои кога ќе се разведат после одреден временски период одлучуваат да повторно бидат заедно, било да бидат само заедно во заедничко домаќинство или пак повторно да склопат брак. Така да ако се овие едни од тие ја имаат својата шанса. Така, имаат слобода за направат и таков чекор. Така е. И моето последно прашање за денеска, доктор, ќе би било како да си помогнат оние кои што се наоѓаат во една ваква исклучително стресна ситуација, за полесно да минат низ разводот. Како да се анулира стресот? Дали со разговор со пријатели кои што минале низ истото искуство? Дали со своето примарно семејство? Треба ли да посетат психотерапевт? Така. Што предлагате? Знаете, сите овие опции се во игра, како би рекле. И обично ние луѓето, многу ретко, за среќа во последно време се почесто и почесто, меѓутоа психотерапевтите не се на првата линија на консултирани лица, па така тргнато ние сите природни ресурси. Разговор со пријатели, разговор со роднини, разговор. И сепак морам да кажам дека она што низ стручниот разговор, низ разговор со психотерапевтот ќе го добие странката, се разликува битно од она што ќе го добие со своите пријатели, роднини, оти ние сме во таа природна мрежа поврзани емоционално, знаете. Па некој заради тоа да не заштити, некој заради тоа што ќе сочувствува со нас, нема да може да ја да го води разговорот и да ја води целата приказна на начин на кој што психотерапевтот може да го направи. Така да она што јас мислам дека партнерите уште при донесување на одлуката за развод е упатно да побараат стручна помош, особено ако не можат да најдат да дојдат до заедничка одлука и едниот е повеќе за да се остане заедно, а другиот е дека би било упатно да побараат стручна помош во текот на целиот развод и особено постразводно. Така да ние веќе имаме одредено искуство, да кажеме, во нашиот институт и гледаме дека тоа им помага на партнерите и дека поздраво излегуваат од целиот процес и побрзо се справуваат со тие состојби. Доктор, ќе ви благодарам за вашето денешно гостување и што ни појаснивте многу аспекти поврзани со оваа многу сложена тема. Да, и јас исто така ви се заблагодарувам што ја актуализираме оваа тема од време на време, заради тоа што мислам дека е многу важно да луѓето можат да ги видат и другите аспекти на разводот и можеби нешто ново да произлезе од сето тоа. Ви благодарам уште еднаш и благодарам и на нашите гледачи што не следеа со внимание и овој пат во Телма амбуланта. Се гледаме секој работен ден во 12:45 на Телма. До гледање.